Градоначалниче, каква е состојбата во градот Струмица со велоинфраструктурата? Имаме ли доволно велопатеки, но и паркинзи за велосипедистите? Да, Струмица има видлива велосипедска инфраструктура. Имаме реализирано повеќе од 16 км велосипедски патеки, опфатени се повеќе булеварски решенија и битни сообраќајници. Има планирано да се постават 160 паркинг рампи на 50 локации. Започнато е овие месеци поставување на паркинг рампи од спортски комплекс во паркот, па до централното градско подрачје на фреквентни места и пред државни институции. Значи, Струмица како град има поволна местоположба во рамниот дел на градот, каде условите за велосипедски патеки се идеални и нормално да ги користат нашите сограѓани. Во делот на булеварите Ленинова, булеварот Маршал Тито, булеварот Гоце Делчев и сето тоа е добро поврзано меѓусебно и таа инфраструктура понатаму исто така ќе биде надградена. Во делот на Гоце Делчев со делот со Агроберза према делот со Просенички пат моментално се гради нова велосипедска патека. Во делот на Климент Охридски од Курџиниот тек кај Жито Струмица до делот на Курџиниот тек на излет под Струмица према Радовиш, исто така е изградена велосипедска инфраструктура. Новитет е тоа што хоризонталната сигнализација сега нема да бидат колку до сега што беше практика да бидат обоено со црвена боја од оправдано технолошки причини и исто така и одржувањето на истите сега е само со бела сигнализација. Освен во делот каде што имаме друмско поврзување со сообраќај за моторни возила, на тој дел останува да биде обележено со црвена видлива боја. Дали во наредниот период се планира поставување на нови велопатеки? Веќе спомнавте со изградба на дел од патеките, но во план ли е да бидат опфатени населените места во општина Струмица со велосипедски патеки? Да, до сегашната инфраструктура, колку што спомнав, повеќе од 16 км, најголем дел е финансирана од средства од европските фондови, од Европската унија, и планирано е со слични проекти да бидат опфатени и населените места кои се во близина на градот и нормално за да имат соодветна безбедна и адекватна патна велосипедска мрежа до овие населени места каде што нашите сограѓани освен за спортски рекреативни цели ќе го користат и како алтернативен превоз велосипедот. Хоризонталната инфраструктура на велосипедските патеки е на добро ниво, видлива и е во функција. И пред малку спомнавте, градоначалник, дека тоа е во интерес на граѓаните. Но да ве прашам како прв човек, се менуваат ли навиките кај струмичани за користење на велосипедот, не само како рекреативно, туку и за превозно средство во градот Струмица? Да, слободно може да кажем дека од ден на ден овие велосипедски патеки се повеќе искористени од нашите сограѓани. Нормално на кратки релации велосипедот е многу добар на алтернативен начин на мобилност од една до друга точка. Посебно за избегнување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје и затоа апелирам до моите сограѓани активно да зедат учество да ги користат оваа инфраструктура. Оваа инфраструктура е за нив и се надевам дека од година на година се повеќе ќе искористуваат оваа можност нашите сограѓани. Дали со користењето на велосипедот се придонесува и за намалување на аерозагаденоста во градот? Да, се сложам со вашата констатација. Дури една од мерките кои беше со надменување на проблемите со амбиенталниот воздух беше употребата на алтернативни средства, поточно употребата на велосипеди. И затоа и ние како општина даваме субвенционирање на набавка на нови велосипеди во висина не повеќе од 50% од вредноста на велосипедот. Ова година е поделена во 3 категории. Првата категорија е употреба на купување на велосипед, на електричен велосипед и байк во вредност субвенциониран до 12.000 денари, стандарден велосипед до 8.000 денари и 3.000 денари за детски велосипеди. Право на учество има секој жител на општина Струмица со наполнети 18 години. Ги спомнавте субвенциите, градоначалник. Има ли интерес за користење на овие средства за набавка на велосипеди согласно вашата годинешна програма? Повикот беше распишан на 23 март 2026 година, значи минатата недела, и до крајот на неделата имавме искористеност од средствата нешто повеќе од 70%. И се надам дека овие денови ќе биде исцрпена целата сума.
Тоа е еден поттик за нашите граѓани активно да користат велосипедите, да купуваат, да ја развиваат оваа мрежа и нормално придобивката да биде како за нив и за рекреативни потреби, но нормално и за превоз од едно до друго место.